Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Во петокот, Државната комисија за жалби по јавни набавки го објави решението со кое го поништи најскапиот тендер годинава. Не требало да се дозволи набавка која што сите ја чекаме со години, во тендерската документација да има такви почетнички грешки. Македонският идентичност, македонският език няма да загуби с нищо от това или уважението към Република Северна Македонија няма да бъде по-малко, ако тя стъпи върху истината. Не може да се очекува тие контроверзии од 7 децении и повеќе да се решат во 3 месеци работа на комисијата. Не е прашањето дали ние на избори ќе излеземе со маска или ќе излеземе со ракавици. Прашањето е дали можеме некој човечки живот повеќе да спасиме ако тие избори се случат некој месец подоцна. Тие би купувале време, колку да може да се одложува целата оваа работа, надевајќи се дека низ времето економските последици од кризата ќе надвиснат. Но на компјутерите како да работи некој. Иако не се присутни, студентите ги полагаат испитите онлайн, од дома. Fatima, are you just reading the questions or are you talking to someone? I'm reading the question. I have my dog here. Од 52.000 корисници на апликацијата Стоп Корона, речи 1500 се пријавиле дека се позитивни на COVID-19, а всушност никој од нив не е. Гледајте не, со сториите се враќаме по блокот реклами. Гледате 360 степени. Многу родители и ученици биле изненадени кога пред известно време стигнале оценки за третото тромесечие од учебната година, зашто не знаеле на што наставниците ги темелеле своите одлуки. И навистина малку е јавно познато дека Бирото за развој на образование има изготвено и јавно објавено упатство за оценување при онлайн настава. Зоран Јовановски за ова и за начинот на кој се изведуваат и ќе се изведуваат испити на факултетите во актуелната состојба. Празен е кампусот на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Така е и во предавалните. Но на компјутерите како да работи некој. Иако не се присутни, студентите ги полагаат испитите онлайн, од дома. Студентите се логираат на вообичаените машини на кои што работат во конвенционалниот начин на настава. За време на испити ги изведува своите вежби што им беа зададени како прашања за испитот, а професорот кој што го водеше испитот, тоа можеше да го следи на повеќе машини истовремено. На почетокот на секој испит, студентите ги вклучуваат камерите, а професорот прво бара тие да се идентификуваат. But Luma, do you have the ID number so that I can check? Yeah, okay. Okay, thank you. Good. Haris, once again, can I see? Okay, good. Good. Студентите се логираат на соодветната апликација и добиваат насоки за решавање на тестот. So, now in Google Classroom, I'm going to pause the exam and you can start immediately working on it, okay? I open mine. It's okay. Okay, you have 90 minutes for this, but as soon as you're finished, it can be less than 90 minutes. Just be sure you go through everything once again and then at the end click submit. Тестот се решава под будното око на професорот, кој овој пат има мала група од 4 студенти, па лесно е да го контролира секој нивен потек. Fatima, are you just reading the questions or are you talking to someone? I'm reading the question. I have my dog here. За сите прашања студентите може да комуницираат со професорот. I have a question. Can I go back to the questions or I will lose the records that I already did? I think you can go back. Yeah. Okay. Yeah, I think so. I'm sorry, Professor. I have some clarification regarding the first question. So there is a website and you need to click on the link and open the website. And then you need to evaluate that website according to the criteria that were in one of those articles that I sent you. Четворицата студенти го завршија тестот за помалку од 1 час. I finished with the exam and sorry about the noise. Did you click submit? Yeah. Okay, and give me a second. I need to check if I have it here. Okay.
Yes, Angelina, it's fine. So Okay. I'll check it, and tomorrow you'll get the points and you will know the grade and everything. Okay. Bye. Have a nice day. Bye. Thank you. You too. Bye. Арбер Айдини е студент на факултетот за бизнис и економија на овој универзитет. Тој досега вака полагал 4 колоквиуми. За него онлайн оценувањето е објективно, но дали дава повеќе простор за студентите да мамат? Mundësi për të kopjuar fatkeqësisht ka gjithmonë. Studentët kopjojnë edhe në klasë, edhe kur profesorin e kanë para tyre. Kjo është e vërtet për çdo vend, mendoj. Tani mësimi online apo provimet online padyshim që i kanë disa vështirësi dhe problematika të tyre. Sa i përket asaj se a kopjojnë ose nuk kopjojnë, ajo është në dorë të studentëve dhe kontrolli nga ana e profesorëve është maksimal, pra me kamerat ndezur dhe duhet që para teje të kesh tavolinën në të cilën punon, por pra siç e ceka edhe një herë është problematike kjo temë dhe sa është 100% efikase si në klasë apo amfiteatër, ngelet të shihet. Според проректорот Владимир Радевски, важно е постојано да се работи на развојот на критичкото размислување на студентите, што особено се нашло корисно во онлайн тестирањето. Јас ќе ве прашам за знаењето од материјалот, но контекстот ќе ви го ставам во ситуација која што не сте ја виделе во учебникот. Или конкретниот пример ќе биде во ситуација која што ја нема во учебникот, туку ќе треба тука да ми објасните до кој степен на капацитет сте стигнале во разбирањето и во можноста за примена на она што е научено или за кој што се дадени едни примери во книгата, а ние треба да го работиме во други околности или во други примери или во друга специфична ситуација. Тоа е под капата на поддршка на развој на критичко размислување кај студентите во секоја академска сфера. Ова е уредбата на владата која предвидува дека полагањето на испитите и колоквиумите треба да се врши со примена на средства за електронска комуникација. На Универзитетот Свети Кирил и Методи испитната сесија започнува во јуни, па се уште се бара соодветен начин за нејзина реализација. За испити е рано, но во меѓувреме на правниот факултет Јустинијан I веќе се одржа онлайн одбрана на докторски труд. Комисијата за одбрана на докторски труд е 5 члена, кандидатот е 6 член, со тоа што она обврска 7 дена пред одбрана да мора да се објави во дневниот печат каде ќе се одржи одбраната. Зборувам сега за одбраната на докторскиот труд. Ние објавивме дека одбраната ќе се одржи во 12 часот на Microsoft Teams апликацијата со линк и код, така што секој од јавноста како законски услов да биде одбраната јавна, да може да се вклучи да ја следи самата поставка, самиот чин на одбраната и тоа помина одлично, а за магистерските би рекол дека веќе се рутина. На Финки и на некои од другите факултети по технички науки веќе се полагале колоквиуми на интернет. Ректорот на УКИМ Никола Јанкуловски вели дека од постигнатите резултати ќе зависи начинот на полагање и на другите факултети. Професорите беа навистина задоволни од резултатите од полагањето на студентите. Тие сметаат дека навистина беа многу добро. Прво, резултатите од оценувањето беа споредливи со резултатите што ги имаат професорите последниве неколку години, што значи дека постоела еден реален момент во изведбата на колоквиумите, додека не се убедиме дека ќе добиеме навистина реални резултати во оценувањето, нема тоа да го прошириме на сите единици. Ајде, сега слушаме математика. Уредба за онлайн настава и оценување има и за основното и средното образование. 360 степени преку примери ги покажа предизвиците во онлайн наставата за основците. За начинот на оценување пак, Бирото за развој на образованието изготви упатство за наставниците. Наставничката од основното училиште Братство Мигени од Тетово, Славица Дабеска-Кироска, вели дека оценувањето се врши токму според тие начела. Значи, во предвид се земаат пред се редовното вклучување на онлайн учењето, неговата ангажираност во учењето,
домашните задачи, наставните листови кои што се решаваат, тематските повторувања и на крај тематските тестови. Што значи дека ако вака линеарно се наблюдува, сите оние фактори кои што биле и во класичната настава, ние ги поминуваме за да ја формираме оценката. Учебната година ќе заврши на 10 јуни без учениците да се вратат во клупите. Тоа е известно, но допрва ќе треба да се анализира колку учењето и оценувањето во вонредни услови влијаело врз стекнатото знаење од учениците во земјава, кои и онака котираат лошо на светските ранг листи. Дали зад најавите дека судија во Уставниот суд иницира укинување на одлуката за распуштање на собранието се крие нечиј политички план? Ова е дилемата што од вчера се анализира во политичките кругови во земјава, зашто евентуалното реактивирање на парламентот може да донесе многу други поместувања на сцената. Се чини дека лидерот на ВМРО-ДПМН е денеска расчисти некои прашања во врска со оваа дилема. Славица Филиповска. Собранието да се состане и да ги потврди одлуките за времената состојба. Собранието не може да се свика и не може да се оди против уставот, бидејќи сепак се работи за поранешни пратеници. Груштета скуржетјата на влак. Што ни депутат лиршен каво туме чашно шкурт претаксуи мандатин стетари. Dhe kam mbaru e drejta e përfaqësimit, vendimarrjes dhe ligjvënies dhe kontrollit. Кога на 16 февруари пратениците гласаа за распуштање на собранието, најверојатно никој не ни помислувал дека следниот месец наместо во изборна кампања, државата ќе влезе во вонредна состојба. И бидејќи Талат Џафери смета дека распуштен парламент не може повторно да се состане, обврската за прогласување вонредна состојба падна кај шефот на државата. Јас ја преземам одговорноста со носењето на ваква одлука само затоа што имаме ситуација без преседан, кога е далеку поважно да ги сочуваме животите и здравјето на луѓето, отколку да се криеме зад правни толкувања. По втората одлука на Пендаровски за уште 30 дена вонредна состојба, во распуштениот парламент, освен птиците, долета иницијатива на 35 пратеници, кои побараа да се вратат во собраниските клупи, за да ги потврдат одлуките на председателот. Потписниците велат дека ниту една институција не смее да создаде правен вакуум, оти одлука за нови избори се уште нема, а еден ден ќе заврши вонредната состојба. Значи, мандатот на пратениците е во сила се до моментот на верификација на мандатот на новоизбраните пратеници. Секако, значи, ова не значи дека собранието би требало сега да се врати во полна сила и да работи во смисла на целокупната надлежност која што има согласно закон и согласно делови, него зборуваме за конкретна ситуација, за вонредна состојба, бидејќи согласно Уставот, собранието е тоа кое што е прогласува вонредната состојба, собранието е тоа кое што треба, после дека веќе нема услови за продолжување на вонредна состојба и да ја заврши. И Алијансата за албанците ја поддржува оваа теза. Генералниот секретар на партијата Арбен Таравари, кој како доктор го следи развојот на заразата, смета дека не може предолго ингеренциите да се препуштат на индивидуа, дури да се работи за председател на државата. По Устав сме парламентарна демократија и би требало и председателот и владата да ги контролира парламентот. Инсистираме бидејќи не знаеме колку ќе трае оваа состојба. Кога би знаеле дека уште 10 дена се ќе заврши, тогаш не би имало потреба. Меѓутоа, хипотетично, ако оваа состојба трае уште 6 месеци, што ќе правиме ние? Цела држава ќе биде блокирана уште 6 месеци или една година или 2 години, ете, хипотетично да речеме. Ќе мораме да причекаме само председателот да функционира. Артан Груби од ДУИПАК себе си се смета за поранешен пратеник. Вели дека нема мандат да се врати во собранието, иако и натаму зема плата како пратеник. Тоа значи дека сега кога би требало да се бара притвор за некој пратеник, дека може слободно да ве апсат? Се надевам дека нема да се бара притвор и нема да има апсење,
но верувам, предпоставам да, затоа што нели веќе ние го предадовме мандатот до граѓаните во однос на платата, знаеме дека ние имаме засновано работен однос со собранието и се до следно до изборот на новите пратеници, нели кои што ќе го зазема тоа место, ние ќе земаме плата од страна на тоа собрание. Актуелниот спикер, кој сега не сака да го свика собранието, беше подносител на иницијатива до Уставниот суд со која во 2016 година ја оспори одлуката за распуштање на парламентот со одложено дејство. По иницијативата на Талат Џафери, Уставниот суд во мај 2016 протолкува дека мандатот на пратениците не може да продолжи при само распуштено собрание, освен во воена или вонредна состојба, а токму таква ситуација имаме сега. Дополнително што одлуката за само распуштање заради одржување избори во рок од 60 дена не е реализирана. На последниот факт се темели новата иницијатива од уставен судија, кој предлага Уставниот суд по службена должност да поведе постапка и да ја укине одлуката за распуштање на собранието. Денеска спикерот Џафери вели дека ќе ја почитува одлуката на Уставниот суд, иако до вчера барањето на пратениците го сметаше за пуч. Универзитетската професорка Беса Арифи вели дека е важно каква уставна пракса ќе се развие периодов со оглед на очигледните правни празнини. Zgjedhjet e reja nuk janë mbajtur në periudhën 60 ditore, ashtu si e përcakton kushtetuta, kështu që edhe vetë parlamenti nuk është konvokuar dhe mbetësin shumë dilema dhe shumë çështje të hapura për atë se kush do të sjellë një vendim të tillë për zgjedhje, si do të zgjidhen këto, domethënë zbrastira juridike, është krejt çështje e interpretimit që do të zgjidhet lidhur me mënyrën se a do të vazhdojë ose jo mandati këtyre parlamentarëve në këtë gjendje të jashtëzakonshme që kemi. Не е јасно дали Уставниот судија кој предлага укинување на самораспуштањето на парламентот е осамен во иницијативата, дали ќе добие поддршка од мнозинството во судот и дали идејата има политички патрон. Би предпочитале став од Уставниот суд околу било каква таква иницијатива и би го почитувале тој став. И да рече Уставниот суд да може да се врати само распуштено собрание, дуи ке се врати и ке гласа. Со ДУИ не се чуда многу, бидејќи се дел од власта и секогаш им треба власт, да не им се расипе нешто во нивните слободи што ги имаат, да речам, луксузот што ги имаат. Меѓутоа, ВМРО како опозицијска партија да ја одговара ваква статус-кво состојба во која што работата на парламентот го врши владата, не ми е јасно зошто не го поддржува. Од ВМРО ДПМН подсетуваат дека Уставниот суд пред 20 на дена веќе отфрли иницијатива на Светскиот македонски конгрес кој бараше поништување на одлуката за распуштање, меѓу другото затоа што изборите не се одржаа во предвидениот рок. Тогаш Уставниот суд ја отфрли како неоснована. Слична некоја таква иницијатива претпоставувам ќе се најде на дневен ред сега или воопшто нема да се најде на дневен ред во среда, да почекаме Уставниот суд да се произнесе и дури потоа ние како политичари ќе ја коментираме од наше гледиште одлуката која што ќе донесат уставните суди. Мицкоски повторува дека за нив брзи избори не се опција. Не е прашањето дали ние на избори ќе излеземе со маска или ќе излеземе со ракавици. Прашањето е дали можеме некој човечки живот повеќе да спасиме ако тие избори се случат некој месец подоцна, и прашањето е кога ќе излеземе пред граѓаните, кога ќе ветуваме, што ќе ветуваме. Да знаеме дека тоа што ќе го ветиме и ќе го испорачаме. Тие би ловеле во матно, тие би купувале време, колку да може да се одложува целата оваа работа, надевајќи се дека низ времето економските последици од кризата ќе надвиснат и така на некој начин ќе се вратат да имат шанса за победа. Појасна слика за насоката во која ќе се движат работите треба да се очекува в среда, по стручниот колегиум во Уставниот суд, кога ќе се дознае дали има мнозинство за иницијативата за укинување на распуштањето на парламентот. Тоа може битно да ги предодреди и темите за лидерската средба која председателот Пендаровски ја најави за почетокот на идната недела, зашто евентуалното враќање на собранието ќе значи и враќање на изборниот процес од почеток. Во такво сценарио ќе треба нова одлука за распуштање на собранието, ако се реши изборите да бидат предвремени. Односите со Бугарија избија повторно на површина во контекст на преговорите за членство во Европската Унија. Можно ли е бугарско вето да го замени долгогодишното грчко вето за земјава? Од Владимир Мирчевски. Ако цената да влеземе во Европска Унија е да кажеме дека не сме македонци
и да кажеме дека нашиот јазик се именува некако поинаку, освен македонски јазик. Не ни треба Европската унија. Ние на какъв език сега говориме с тебе? Значи вкарваш ме в теми, в които на какъв език говориме сега? Преводач, при тебе кой е преводач и при мене кой е преводач? Дайте, тук не може да има никакво разногласие по своята етническа принадлежност, че той принадлежи към българският народ. Одвојувањето на Гоце Делчев од Македонија, со нивното инсистирање да признаеме дека тој бил бугарин од македонскиот народ, е невозможно. Тешко дека Гоце Делчев, од чија смрт токму денеска се одбележуваат 117 години, вака ја замислувал иднината на регионот во кој се родил, живеел и за чија слобода се борел. Тој го разбираше светот како поле за културен надпревар меѓу народите, а денес сведочиме на битка за тоа кој бил, каков е неговиот етнички и политички идентитет, кому му припаѓа неговото наследство. А токму прашањата за Делчев и за други личности и настани од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, Бугарија не само што ги издигна на највисоко политичко ниво, туку и ги постави како услов без чие исполнување нема да дозволи напредок на преговорите за членство на Северна Македонија во Европската унија. Ова не го изненадува ко-председавачот од македонска страна на заедничката историска комисија со Бугарија, од која се очекува да ги реши отворените прашања. Бугарија сите недоразбирање што ги има со Македонија во однос на историските контроверзи, ќе настојува да ги реши во своја корист. И тој притисок веќе се чувствува и понатамо ќе биде силен тук. И врзувањето на просперитетот на Македонија во преговорите со Европска унија од страна на Бугарија со успехот, односно со работата на историската комисија, јас мислам дека е контрапродуктивно за односите меѓу двете земји. Не може да се очекува тие контроверзи од 7 децении и повеќе да се решат во 3 месеци работа на комисијата. Бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, кој доаѓа од владеачката ГЕРБ на премиерот Борисов и се смета за влијателен во поставувањето на бугарската политика во овој сегмент, во интервју за 360 степени вели дека македонскиот идентитет и јазик нема да загубат ништо ако Македонија ја прифати, како што вели историската вистина. Имал съм срещи и с Груевски, и с Мицкоски, и с Заев, и с абсолютно всички, и те много добре знаят каква е българската позиция. Да, трябва да има напредък. Ние няма как да се съгласиме в Европейския съюз да влезне една страна, която е базирала своята национална доктрина или идеология, базирана на една фалшификация на историята. Македонският идентичност, македонският език няма да загуби с нищо от това или уважението към Република Северна Македония няма да бъде по-малко, ако тя стъпи върху истината. Кога станува збор за историјата, впечатокот е дека и покрај прифатената позиција од македонска страна дека треба да се разговара за одредени личности и настани од заедничката историја и за расчистување на сивите зони, Бугарија сака да ја наметне тезата дека станува збор за една иста историја на еден ист народ кој, како што велат во Софија, бил разделен од југокомунистите. Ама няма споделени личности, извинявайте много. Това е един народ. Христо Татарчев, Гоце Делчев, Дамян Груев, всичките възрожденци, огромната част от населението на цялата географска област Македония, която е в Егейска и в Вардарска и в Пиринска Македония, това е една историческа общност, която се е самоопределила като българи. Не защото аз искам или България, или това е било рамковата позиция на България. Това са историческите факти от съответната епоха. Затова и договора за добросъседство е записано, че тази комисия трябва да работи върху историческите факти, върху спомените, върху данните от съответната епоха. Постигнавме договор за Цар Самој, постигнавме договор за Кирил и Методи, постигнавме договор за Свети Наум и за Свети Климент, па дури и за Григор Парличев, од кој подоцна бугарската страна се повлече. За година и пол работа на комисијата, постигнување на согласност за 4-5 историски личности, јас мислам дека извореден успех на една ваква комисија, која повторно ќе повторам во европски контекст работат со децении работа, 7-8 децении. И сега да се инсистира
за уште на еден плеада од личности да се постигне согласност во едно изворедно кратко време е нереално. Од друга страна, јас сметам дека преголемиот број на личности, на настани кои би се славеле заеднички меѓу Македонија и Бугарија, исто така би било контрапродуктивно. Ако имаше договор за овие неколку важни личности, компромис не е ниту на повидок за прашањето за Гоце Делчев и неговите лик и дело. С какви хора е бил населен град Кукуш, когато се е родил тогава в българско семейство от българска майка, български баща Гоце Делчев? В какво училище е учил? Къде е бил в София, във военното училище, като се обучава за български офицер? Какви са спомените на хората, които са били около Гоце Делчев? Какви е оставил той като спомени и като писмени доказателства, писма за своята идентичност? Тук не може да има никакво разногласие за своята етническа принадлежност, че той принадлежи към българският народ. Гоце Делчев кај македонците е убедливо најголемиот историски мит, вистински историски мит. Ако погледнете од бугарска страна, да, тој е национален херој и за Бугарија, и за бугарскиот народ. Меѓутоа, ако го погледнете пантеонот на национални херои на Бугарија, ќе видите дека таму на самиот врв е Левски, Васил Левски. Таму го е Христо Ботев. Гоце Делчев е некаде подолу. И ако повторно направиме една малку по-длабока анализа, ќе видиме дека митот за Гоце Делчев кај бугарите е присутен, кај бугарите кои потекнуваат од Македонија, кои имаат македонско потекло. Таму е силен митот за Гоце Делчев. Не и за бугарите кои немаат некои врски, корени со Македонија. Од тука, одвојувањето на Гоце Делчев од Македонија, со нивното инсистирање да признаеме дека тој бил бугарин од македонскиот народ, е невозможно. Прашањето за македонскиот јазик не било отворено во историската комисија. Би било апсурдно тоа да се случи, вели Георгиев, аргументирајќи дека со кодификацијата таа тема е затворена и нема зошто за неа да зборуваат историчари. И Ковачев вели дека македонскиот јазик е современа реалност, но и дека таа современа реалност има недвосмислени бугарски корења. Със съвременните реалности ние нямаме никакъв проблем. Тук говорим за интерпретацията. Когато става въпрос за съвременните реалности, тогава не може да говорим за или това, което се опитват в Македония да представят, че е съществувал македонски език паралелно в миналото, в 18 в 19 век с българския език. Съвременният македонска книжовна норма е базирана на българските наречия, на българските говори и след това кодифицирана през 1944-45 година. Така че аз от българска страна няма реакция, защото това е и българската позиция да се признае историята, че ние сме били един народ, който после историческите обстоятелства, малко преди и след Втората световна война, разделят комунизма, югокомунизма, го разделя с много насилие. По мене најголем успех што може да постигне, може би во некоја фуснота да стојат во тие документи, горе ќе стои македонски јазик со фуснота во која доли дека Бугарија го призна тој јазик според уставот на Република Северна Македонија. И тука мислам би било најголемото попуштање од страна на Европската унија. Сето друго би било пораз за Европската унија и во крајна линија јас дури би бил порадикален и би рекол, ако е условот ние да кажеме дека тој јазик не постои, тогаш јас не би ги ни почнал преговорите со Европска унија. Последниот јавен настап на шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева како да донесе смирувачки тонови од Софија и како да ја навести на соката во која Бугарија ќе се обиде да го турка излезот од оваа ситуација. Тие да ја признаат историјата, а ние да ја прифатиме тамошната реалност, сумираше Захариева. При тоа, призна дека македонизмот не почнува од 1944 година, како што многу пати досега сме слушнале од Софија. Това е над 100 години част процес за това да се... 70, да? Не, повече.
На интернет страницата 360stepeni.mk се достапни интегралните верзии од интервјуата со бугарскиот европратеник Ковачев и македонскиот историчар Георгиев. Здравствениот и економскиот аспект на кризата со COVID-19 разбирливо го абсорбираат целото внимание на јавноста. Отчетноста и транспарентноста на трошењето на јавните пари се на маргините на јавниот интерес. 360 степени вечерва посветува внимание и на тој аспект за да укаже на можните проблематични точки во период кога домакинското управување со нашите заеднички пари природно се наметнува како императив. Александар Димитриевски. Ова е насловната страница на интернет порталот на владата. На видно место има и врска до јавни огласи. Ако кликнете таму се отвара страница на која единствен јавен повик е за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект. Уште еден клик до завршени јавни огласи и ќе ги најдете двата, веќе поминати, јавни повици за интервентна набавка на маски. Едниот повик е објавен на 24 април, а до него може да се стигне преку владино соопштение за таа намена. Се повикуваат домашни фирми кои можат да испорачуваат најмалку 2000 маски дневно, во следните 3 дена да испратат понуда до владата. Овој оглас за интервентна набавка на маски е последица на владината уредба за таа намена која беше објавена во службен весник 11 дена предходно, на 13 април. А самата одлука за набавка падна на владина седница дополнителни 12 дена порано, или на 1 април. Поедноставено, за оваа интервентна потреба на владата и требале 27 дена само за да собере понуди. А и тоа не е се. За вториот споменат владин оглас за маски немало соопштение. Иако речиси невидлив, рокот за пријавување бил само еден ден, без опција тоа да се направи по електронска пошта. Објавена на 26 март, неколку дена пред владата да ја донесе уредбата за интервентна набавка на маски. Содржината на огласот остава впечаток дека пред време се знаело кои ќе бидат условите што ќе ги содржи уредбата. Единечната цена по маска да изнесува максимум 40 денари плюс ДДВ за маските изработени од материјал за изработка во собственост на економскиот оператор. Единечната цена по маска да изнесува максимум 25 денари плюс ДДВ за маските изработени од материјал обезбеден од страна на владата на Република Северна Македонија. Огласите се можеби закопани, но сепак можат да се најдат. За она што е најважно, дали, колку, од кого и за кој износ владата интервентно купила маски и пред и по владината уредба, нема никаква информација на владината интернет страница. За овие информации поставивме прашања до владата, но одговор не добивме. Освен за маски, владата донесе уредби за интервентна набавки на респиратори и на ракавици. Целта на сите три е потребните добра да се купат без да се следат процедурите од Законот за јавните набавки, бидејќи за нив треба повеќе време. Само за обидот да се купат респиратори по владината уредба за што беше задолжено Министерството за здравство, има јавна трага за целата процедура. Набавките поврзани со корона кризата професионално ги следи Центарот за граѓански комуникации, организација која повеќе од една деценија ги мониторира јавните набавки во земјава. Моето прашање овде е ако нешто за 27 дена им требало да се донесе, да се објави огласи и да се за крајниот рок за прибирање на понудите, дали оваа уредба ја оправдува итноста, односно оправдува што е исклучок од законот, бидејќи во законот имаме во нормални постапки пократки рокови од овие уредби. Освен уредбите, Филков и колегите ги следат и така наречените итни набавки, односно тендери без објавување оглас. Нивната база содржи 91 ваков договор, што не значи и дека тоа е вистинската бројка на склучени договори, бидејќи институциите често доцнат со нивното објавување откако ќе ги подпишат. Вкупната вредност на купени добра во објавените договори е 690.000 евра. И тоа за гумени ракавици, па се до средства за чистење улици. Она што загрижува е што во 52% од јавно достапните договори институциите обезбедиле само една понуда. Јас мислам дека институциите беа на еден начин неспремни. Во која смисла? Не беа спремни дека итноста не подразбира ексклузивности од некој да купиш, туку овде итноста подразбира краткиот рок за кој што ти треба одредениот производ. Освен малку понуди, домашните итни COVID-19 набавки се одликуваат и со малку информации за предметот на набавката. Например, при купување маски, описот во договорите најчесто е ограничен на памучни или еднократни.
Ретки се примерите со повеќе податоци кои може да се споредат. Така, АД за стопанисување со стамбени деловен простор купило маски со минимум ФФП2 заштита за 40 денари парче. Министерството за одбрана купило маски со најмалку ФФП2 или Н95 заштита за 97 денари парче. Клиниката за торакална и васкуларна хирургија купила маски со најмалку ФФП2 заштита за 380 денари парче. Дали некоја злоупотребил кризата или таква била понудата на пазарот, веќе проверува и антикорупцијската комисија, со помош на НВО секторот. Ние постапуваме по конкретна набавка, таа е поврзана со нерегистрираните средства за дезинфекција, кои имаме такви сознанија, односно такви наводи, кои што треба да ги потврдиме, нели, дали се точни или не, кои што ги преплавиле државните институции и тоа во постапка со преговарање без објавен оглас. Ги собереме сите податоци, ќе продолжиме, нели? Станува збор за домашен производ или увезен производ? За домашен, наводно нерегистриран, меѓутоа тоа треба да се докаже. Освен јавните набавки, ДКСК ќе ги разгледува и владините уредби за интервентни набавки и донациите до државата. Но, може ли да се превенира корупцијата ако се проверува постфестум? Ние уште кога почна целата ситуација, состојба која се наметна на овој начин, излеговме и кажавме во јавноста, дадовме препораки превентивно, значи секој да работи почитувајќи ги начелата на законитост, на еднаквост, на јавност, на транспарентност. Доколку сите овие начела секоја институција ги почитува, тогаш превентивната улога на ДКСК во еден дел е исполнета, нели? Меѓутоа, знаете какви, така што грешките не може да се преюдицираат. Грешките секоја се утврдуваат отпосле, од кога веќе се настанати. COVID-19 го сврте окото на јавноста кон одредени набавки, но затоа таа јавност остана слепа за другите. Во петокот, Државната комисија за жалби по јавни набавки го објави решението со кое го поништи најскапиот тендер годинава. За набавка на сопствена механизација за РЕК Битола, со што комбинатот би престанал да троши десетици милиони евра за да најмува приватни багери и камиони. Причините се повеќе, но најмногу тежи најбаналната. Од увидот во досието, Државната комисија утврди дека жалителот навремено поставил прашање во врска со објавената постапка, но договорниот орган не одговорил на сите навремено поставени прашања, иако за истото бил должен согласно Законот за јавните набавки. Пред објавувањето на одлуката од ЕСМ за 360 степени признаа дека не одговориле на прашањата кои веќе се содржани во тендерската документација. А ако тоа било грешка, од Електрани велат. Дали има основа за утврдување одговорност не може да се каже до завршување на предметот и добивање одлука од комисијата во врска со предметот. Тоа ми е мене симптоматично дека се многу почетнички грешки во тендерската документација за толкав тендер. Значи, мислам дека не требало да се дозволи набавка која што сите ја чекаме со години, да се дозволи во тендерската документација да има такви почетнички грешки или барем за такви почетнички работи да се поништи тендер. Но во целиот случај, проблематично е и постапувањето на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Според роковите во Законот за јавни набавки, тие имаат 5 дена за комплетирање документација и 15 дена за одлука. Во случајот, решението требало да биде готово на крајот на февруари, а не на крајот на април. Лани, во првите 8 месеци, просечно комисијата одлучувала за 15 дена по тендерите, а сега имаме без малку 3 месеци како комисијата немаше донесена одлука и мислам дека најмалку јавноста заслужува комисијата да објасни што е тоа што земало 3 месеци за оваа жалба, која што, повторувам, која ќе ја прочитате, не одава впечаток дека тука многу време требало да се одлучи и да се поништи постапката. Објаснувањето кое 360 степени го доби од комисијата е дека роковите во законот не се обврзувачки, а предметот одел споро бидејќи чекале став од други институции. Побаравме од Комисијата за заштита на конкуренцијата мислење бидејќи еден од условите во тендерот е да се поседува соодветен сертификат од производителот за да се продава опремата. Тие пак се обратиле до ЕСМ и тука е изгубено многу време. За нас беше важно тоа мислење во контекст на тоа дали има ограничување на конкуренцијата. И додека сосема очекувано, пропаднатиот тендер за купување механизација за РЕК Битола ќе повлече серија прашања.
последиците од целиот случај нема да застанат тука. Едната последица, речиси сигурна, е дека ќе бидат потребни месеци за повторно да се распише и потенцијално да се избере победник на тендерот. Втората, уште поважна последица, е дека и оваа сезона во регбитола ќе мора да работат приватни фирми. Изминатите години, во просек тие услуги чинеа меѓу 15 и 20 милиони евра. Таа сума ќе се додаде на веќе потрошените 370 милиони евра за приватна механизација во изминатите 2 децении во комбинатот. Апликацијата Стоп Корона, која треба да им помага на епидемиолозите полесно да ги лоцираат контактите на заразени со COVID-19 за да спречат на тамошно ширење, оди на ремонт. Од 52.000 корисници колку што ја инсталирале апликацијата, околу 1.500 пријавиле до здравствените власти дека се заразени со коронавирусот, а во реалноста не е така. Петар Кленчарски. Љубопитност, саботажа или случајни грешки. Од 52.000 корисници на апликацијата Стоп Корона, речиси 1.500 се пријавиле дека се позитивни на COVID-19, а всушност никој од нив не е. Министерството за здравство апсолутно има евиденција кој е реално позитивен на COVID-19, значи реално податоци им требаат, а се друго што стасува намерно или ненамерно се брише. Авторите на решението за дигиталното препознавање на болните и потенцијалните заразени од коронавирусот најавуваат надградба на апликацијата за да се спречи испраќање лажни податоци. Ке бара СМС да биде примен СМС код од здравствените власти за да може да доставите податоци до централниот сервер. 360 степени трагаше по одговорите и од авторите и од имплементаторите. Министерствата за информатичко општество и за здравство, за успешноста на проектот, полезноста за епидемиолозите, како и за се погласната дилема за безбедноста на личните податоци. На 26 февруари, Министерството за здравство го регистрираше првиот случај на COVID-19 во земјава. За нешто повеќе од 2 месеца, бројката на диагностицирани во државава изнесува околу 1500. За 3 пати помал временски период, односно за 20 дена откако Министерството за информатичко општество ја промовираше дигиталната алатка Стоп Корона, идентичен број граѓани пријавиле дека се позитивни на вирусот, иако не биле. За да се избегнат такви случаи, апликацијата ќе биде надградена. Веќе за да ги испратите податоците доколку сте тестирани позитивно за COVID-19, буквално треба 3 пати да потврдите откако ќе се обидете да ги прифатите, да ги пратите податоците. Има уште 2 дополнителни прашања кои што навистина алармираат дали сте сигурни дека сака да ги испратите, дали сте позитивни на тестот за COVID-19 и така натака. Тие податоци кои што не се потврдени согласно базата на податоци на Министерството за здравство дека овие луѓе се позитивни на COVID-19 се бришат. Ваквите спамирани информации стигнале на серверите инсталирани во Министерството за здравство. Од тамошниот кол центар изготвиле репрезентативен примерок од 10% и телефонски контактирале околу 150 граѓани кои се пријавиле дека се позитивни на корона. И сите до еден биле лажни. Објаснувањата кои ги давале биле дека не прочитале што пишува или сакале да видат што ќе се случи. Од нив беше побарано да се обратат во Министерството за информатичко општество и администрација, со барање таквите контакти да бидат избришани. Од сега нема да може доброволно да се праќаат податоците. Епидемиологот, кога ќе му соопшти на пациентот дека е позитивен, ќе го праша дали ја има инсталирано апликацијата и ќе му даде код кој ќе го внесе во самата апликација при испраќањето на податоците. Само на тој начин ќе бидеме 100% сигурни. Најмасовното инсталирање на апликацијата Стоп Корона се случило во првата недела откако стана достапна, за потоа интересот да опадне по отворената дебата за безбедноста на личните податоци. Министерството не располага со конкретни информации колку луѓе поради оваа причина ја избришале апликацијата. Манчевски најавува дека неделава работна група од IT експерти и универзитетски професори ќе излезе со независно мислење во однос на стравувањата на граѓаните за загрозената приватност. Меѓутоа да, има и такви луѓе кои што јас лично ги познавам, кои што имаат симнато апликацијата, но заради
неоснованите сомнежи кои што се објавуваат од страна на одредени па и онлайн медиуми, но и на социјалните мрежи во однос на апликацијата, веројатно се обесхрабруваат, подоцна ја бришат, па се уваат кај нас да бараат дополнителни некакви, да кажем, гаранции или дополнителни аргументи зашто треба да ја поседуваат апликацијата. Од земја која што е најниско на рангирањето на ПИЗа во однос на образованието на луѓето, навистина имаме најголем број на експерти по број на жители за било која тема. Стоп Корона е донаторски производ на компанијата NextSense. Водечките лица на IT фирмата уверуваат дека безбедноста на информациите на граѓаните е неспорна, бидејќи освен телефонскиот број не се оставаат никакви други лични податоци. Еден од директорите, Саша Гавриловиќ, објаснува зошто сепак некои оперативни системи бараат вклучена GPS локација, иако нивната апликација не го предвидува тоа. Збориме само кај Android уредите и тоа не кај сите Android уреди. Значи, еден дел од Android уредите со цел да работи Bluetooth Low Energy протокол. Значи, тоа е посебен протокол кој што се користи за да не троши многу батерија, а реално да може да се разменуваат информации. Кај дел од Android уредите бараат за подобро функционирање на Bluetooth Low Energy протоколот, бараат активирање и на GPS. Така да тоа е до самиот оперативен систем. Дигиталното мапирање на заболените од COVID-19 и лицата кои биле во нивно обкружување е пристап кон кој посегнаа повеќе држави во светот. Но едно неодамнешно истражување на Оксфорд универзитетот предупредува на можните недостатоци во ефикасноста. Нивната компјутерска симулација за употреба на ваква апликација во град од 1 милион жители покажала дека апликацијата треба да се инсталира на најмалку 80% од телефоните, а за да даде резултати, активно да ја користи барем 56% од населението. Втор проблематичен сегмент е користењето на Bluetooth, бидејќи неговиот опсег е далеку помоќен од пропишаната социјална дистанца од 2 метри. Конкретно кај нас информациите во системот ние ги евидентираме сите информации до 20 метри. Све зависи од квалитетот на уредот и зависи од други уреди кои што се наоѓаат во близина. Од нашите тестирања што ги направивме, не секогаш два уреди даваат точна информација за дистанцата и кој има присуство на други електронски уреди. Ако ви е телефонот во ташна, ако се наоѓа поред лаптоп, компјутер кој што зрачи и он, значи тогаш не е екзактна дистанцата. Битно е да биде евидентирана. Она што е важно, тие информации да ги дадеме на здравствените власти, бидејќи самиот вирус може со текот на времето да мутира. Па таа дистанца од 2 метри да не биде релевантна, може да ќе биде релевантна дистанца од 3 метри, а времето не е 20 минути, може да ќе биде 10 минути или повеќе. Со оглед на тоа што следува период на намалување на рестриктивните мерки, властите ќе се обидат да го намалат скептицизмот кај граѓаните за да обезбедат помасовно користење на апликацијата. Една од мерките што се разгледуваат е преку матичните лекари да им се укаже на пациентите за полезноста од нејзиното инсталирање. Тоа би бил еден од начините за да се стигне до бројката од 500.000 корисници, која според институциите е потребна за епидемиолозите да имаат реална корист од податоците од Стоп Корона. Не менувајте го каналот, по уште една пауза е саботажата. Без оглед на која од страните повеќе натежнуваат. Сепак еден од аргументите кој додава на тасот на она за нивно одолговлекување дефинитивно се реферира на неточниот податок за очекуваната рефлексија која изборите би ја имале врз општата здравствена слика на нацијата. Како ќе спречите, јас се прашувам, во земја во која некои живеат и од тоа им зависи обстанокот, која партија ќе победи, дали и работното место се, и спречите кога ќе ги чујат резултати да не се гушкаат. Таа преградка веројатно и не е толку долготрајна, бидејќи наспроти очекувањата не завршува како љубовна романса, туку во финишот ќе биде подведена како неверство на кое претходните
партнерите со искуство, со задоволство ќе му се подсмева. Мора да е прилично непријатно да сте пратени кој што го гласал Џафери да биде председател на собранието во една контроверзна седница, а сега да не добиете ниту усмен одговор на поднесена иницијатива. И навистина ми е жал за тие поранешни колеги кои што се доведува во ваква ситуација. Веројатно такво чувство имаат и кумановци. Тие сега веројатно не ни може да се свестат каков драматичен пресврт прави нивниот кмет, кој не само што ја менува политичката, тука ја трансформира и својата идентитетска филозофија. И покрај тоа што до неодамна тврдеше дека гранките, кои сега ги калеми, наместо да цутат, го сушат дури и коренот. Тоа значи да ги релаксираме односите со сите наши соседи, вклучувајќи и Грција. Антиквизацијата не врати многу чекори назад. Дека ВМРО ДПМН се тоа поинаку може да опротолкува. Стравувањето од различно толкување се минато. Исто како и символите со кои приватно може да се гради емотивна релација, но според меѓународна спогодба која обврзува, тие не може да бидат институционално рува. Сепак изборот за тоа кој ќе ги менува и каква ќе биде нивната функционалност го покажува екстремно високото отсуство на разум и паралелно со него е израз на типичниот паланечки вкус. Но ние знаме, па макар и на еден ваков символ, не му доликува да биде ставен на земја и да биде гасен. На оваа локација ќе го поставиме општинскиот грб, кој што е одличие на оваа институција, на овој град, на граѓаните, кој што впрочем го носи и ги носи контурите на заштитникот на градот Свети Јоаќим Осоговски. Заштитниците пак од државниот недомакинлук изгледа дека пред да се отворат, задолжително мора внатре да затворат дел од своите прилично отворени усти, кои не само што ги користеле, туку и дополнително, користејќи законски дупки, се обидуваат да стасаат до плюс парични привилегии, и тоа лично за себе. Во овие моменти народот од власта очекува скромност, а не раскалашеност и јаздисаност. Со судска одлука некогашните членови на управниот одбор на ИСЕР му ставија голем камен на грбот. Од сметката на предпријатието треба да се исплатат 1,6 милиони денари за паушали, кои во 2014 година тогашните членови сами си ги изгласале без за тоа да има одлука на Советот. Ова е само еден од низата примери на луксузирање додека народот гладува. И на крајот, кога се даваат цврсти гаранции дека гладта за правда конечно ќе биде задоволена, без никакво мешање во процеси и во истраги. Ние сме политичари и кога ние директно би се замешале во целата таа работа, тоа би значило дека не сме поразлични ништо од овие претходни. Дури си дозволив да разговарам со едно од одговорните лица, да побарам што е можно побрзо да се истражи тој случај. Разлики очигледно ќе постојат, ама не затоа што ќе исчезнат таквите кои ќе пробуваат да си дозволуваат, туку затоа што секогаш ќе ги има оние кои тоа ќе го дозволуваат. Ве поздравувам на крајот на уште едно издание на 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в петок од 22.